со Карло Слим и неговото семејство, немаше да го направиме. Отворивме позиција промотор во Мексико. Ама го отворивме затоа што имаме контакти со него. Човекот веќе го прими Карло Слим ја прими нашата промоторка. Најдовме македонка што е веќе 20 години надвор, пола во Англија, пола во Шпанија. Шпански збор е перфектно. Таму работеше во една крупна маркетинг куќа за која работи со држави. Нели објавивме огласи, го видов огласот се јави. Ја ангажиравме, ја пративме таму и веќе ни прати порака, се сретнава со Карло Слим и се договориле каде тој и неговите соработници да се јават за да ја примат на разговор. Бидејќи не те примаат на разговор некаде. Јасно. Крупни, силни компании. Јасно. Значи, од таа, може ќе испадне нешто од тоа, може нема да испадне, ја не можам да гарантирам. Предалеку е Мексико. Но реков, една година ние да пробаме. Нека отидеме на таму да го искористиме ние пријателството и контактот што го стекнавме со него. Значи човекот има позитивен, многу позитивен, да. Спрема Македонија, сака да помогне. Конкретно он себе не се гледа тука во тие аспекти. Не исклучува можност, но засега само индиректно има инвестирано преку купување на најголем процент од акциите на Мобилко Австрија. Но не исклучува можноста, беше и втор пат тука. Дојде на свадбата на Иво Ивановски, се видовме, седевме еден до друг. Му ги кажував новите трендови, што ново се случува, памти се од минатиот пат. Се памти. Не е случајно најбогат човек. И почна он да ме прашува, а со тоа што видна што ми рече, а тоа го завршите, што ми кажува, значи се памти. Иво Ивановски оди често во неговите компании, јас бев исто, се запознав и со синот негов кој што ја води главната фирма. Он е повеќе во IT, телекомуникации. Телекомуникации му е главниот кор бизнис. Има и други бизниси, но тоа му е главниот бизнис во моментот и тоа е во Македонија, има 3 мобилни оператори и толку е максимумот. Он еден го има од тие 3. Но е добро што човекот е позитивен со нас, што направивме контакт и што е спремен да се јавува, да ни помага кај што треба. Па да видиме за наредниве 4-5 години колку што циклусите обично траат. Прво, случајно или не случајно влезе во Македонија преку австријскиот Мобилко. Второ, ни помогна со Филип Морис. Да видиме сега, пративме промотор таму, нека работи една година. Ако процени дека после таа една година нема никакви шанси од толку далечна земја да дојде инвеститор, ќе повлечеме или ќе пратиме на друго место. Ако видиме дека нешто има од тие контакти што самиот Карло Слим ги помага да се остварат, тогаш супер. Ќе има нешто од тоа. Но тоа нема да биде до година. Јасно, 5 години. 4, 5 и 6 години некојаш треба за да се довлечка некој инвеститор да дојде во земјата да почне да гради фабрика. Добро, ако до сега добро сте работеле, за една година ќе имаме проценка. За една година ќе имаме многу поблиска проценка од таа што е сега, затоа што за една година нашиот промотор ќе направи контакти со 200-300 компании. Може ли тоа да води кон нешто после тие контакти ќе може да ни даде точна проценка? Како? Кон нешто поспектакуларно да воведе, конечно. Во кој смисла? Па, знаеш како, знаете како, кога веќе во оваа држава имаме толку многу инвестиции, ја на шега со пријатели разговарам, имаме погони за изработка, не знам, за огледала, за контролни табли, за автомобили, за издовни гасови, за катализатори, за 300, за седишта, за се. Рекам, ние прашање е сега, кој ќе се осмели да направиме автомобил? Конечно и да се склопува некаков автомобил во Македонија. Добро, ние го посекуваме тоа, но тоа не е лесна работа. Тоа е сложена работа. Не можам да ветам. Не можам да ветам, нека да ги изважам ујето. Правиме муабет повторно Саути да им се извиниме за тогаш, па така натаму. Нема таму извинување, во би се стони отишле во друга држава, завршиле работа. Правиме напори, но не можам да ветам таква работа. Ако успееме ќе биде супер, ако не успееме, не можам да ветам. Бидејќи, нели, ако ја гледате оваа цела поставеност и што све се инвестира во автомобилската индустрија, производство на делови, човек се вика... На крај ќе склопиме еден. Ќе склопиме нешто од тоците, макар македонски еден автомобил. Што друго би издвоиле од оваа програма што сметате дека ќе биде клучно и што допира... Има многу работи, Јанко. Да речеме, од следната година субвенциите за земјоделците растат на 150 милиони евро. И ќе останат секоја година по 150. Значи, добро, тоа инвестирање се враќа ли? Како не се враќа? Само овани пола милиарда евра извоз имаме за земјоделски производи. Добро, има ли тука ДДВ во државата, во државната каса влегуваат? Може да нема. Значи,
конкретно се исплати таа инвестиција. Прво се исплати преку отворање на нови работни места. За да се произведе тоа треба луѓе да работат, така? Тие луѓе седеле пред 6 години. Седеле дома или нешто ситно работеле, некоја колку не се прехрана. Сега работат и за во Македонија продаваат и извезуваат. И стигна до пола милиарда извозот во 2013 за земјоделие. Значи прво отворање работни места. Второ, деломно, не целосно, субституција на увоз. Трето, приходи во буџет од извоз. Апсолутно се исплати. Само вработувањата и приходите во буџет да ги земеш, завршена е приказната со сето тоа. Тоа се големи инвестиции, но знаете како, ако сега... Или, да. Продолжете. Не, мислев на друг сектор да поминам. Може и нови. Повелете. Не идев на сектор. Идев сосема теорија на економија, сакав да ве прашам, ама тоа е откако ќе ги завршиме секторите. Во земјоделие имаме куп други проекти. Не, субвенциите се вака најпопуларни. Имаме проекти со кои што 50-50 ќе се поддржува купување на механизација, на трактори и на друга механизација. Тоа и до сега го правиме. Сега ќе го зајакнеме. Имаме помагање на правење на задруги. Дефинитивно во светот е докажано дека задругите се многу попрофитабилни и порентабилни отколку индивидуални земјоделци. Што правиме ние? Ќе им го плаќаме менаџерот во првите 3 години. Ќе им даваме други поволни услови за да почнат да работат како задруга. Така. Прво ќе го уедначат производството. Секој што доаѓа да купи или што сака да купи некој земјоделски производ, сака да му биде исти. Ако е зелка, иста зелка да биде. Ако е лубеница, иста сорта лубеница и така. Да. Откупни центри и така. Кога се прави задруга, се уедначува производството, се зголемува квалитетот, бидејќи сите од секој гледа најдоброто го превзема. Се става професионален менаџер, што си ја знае работата и што брка извоз и што брка продажба. Се користи механизацијата максимално. Да речеме, ти имаш комбајн, го користиш еден месец, после тоа го даваш другите го користат, а ти од нив земаш, не знам, 5 трактори. Има многу предности, така што го форсираме многу тоа. Веќе се направија неколку задруги, ама се уште е тоа малку. Верувам дека во овие 4 години земјоделците ќе разберат дека многу повеќе ќе им биде од корист тоа. Планираме исто така проект за обука на земјоделците. Сега некој на прв поглед каже, са обука, уште тоа ми фали. Не, напротив, јас сметам дека ни фали. Земјоделието е наука. Земјоделието не е само работа и труд. Дел од нашите земјоделци ја знаат одлично таа наука, ама дел не ја знаат толку добро. Има различни сорти на растенија од кои што може поголем плод да се добие. Има разни начини почесто да се добива плод во... Само не ГМО, нели? Не зборуваме за ГМО, не. Зборуваме за најдобри земјоделски практики. Воведување на најдобрите земјоделски практики. Предвидуваме во низ цела Македонија, во сите општини каде што има земјоделие, да одат професионални луѓе и во одредени денови кога најмногу им одговара на земјоделците и во делови од денот што најмногу им одговарат, да држат предавања што тие треба да направат за да добијат побогат род, поквалитетно производство, какво семе да употребат, какво вештачко ѓубре, колку пати треба да се наводнува, на каков начин да се наводнува. Имаме многу проекти поврзани со наводнување. Значи, ние сега направивме една 10-годишна програма. Јас формирав специјален комитет на почетокот на оваа година. Ако се сеќаваш и во моето новогодишно обраќање, кажав дека оваа година ќе посветиме во голема мера и на системи на наводнување. Тоа е една од болните работи на македонското земјоделие. Формирав комитет за земјоделие во кој што освен ресорните министри, заменици министри, луѓе од Министерството за земјоделие, луѓе од други министерства, влегува и многу надворешни експерти. Професори, луѓе што цел живот се занимаваа со тоа. Добро. Седнавме, направивме неколку дискусии покрупни, по неколку сати. На крајот рековме ни треба стратегија и ни треба фокус и ставање пари за секоја година. Направивме 10 годишна, 15-25, 2015-2025 и точно одредивме по колку пари секоја година. Значи имаме определен буџет за секоја година колку ќе треба за сите тие што се потребни да се изградат. Што? Мрежи? И мрежи и акумулативни системи. Дали ќе имаме крупни зафати за акумулативни системи, нови брани? Акумулативни системи и дистрибутивни мрежи на вода за наводнување. Тие брани ќе бидат... И примарни и секундарни. Тие брани ќе бидат со повеќе наменски и како користење за хидроелектрична енергија? Дел ќе бидат такви, дел ќе бидат само за наводнување, зависи од капацитетот, колку вода има и многу други слушни работи. Колку рековте ќе биде вкупно средствата наменети за земјоделието? Субвенции? Само за субвенции. Зборам и за рурален развој 600 милиони за 4 години по 150 милиони годишно и тоа е историски рекорд. А до сега колку дадовте?
До сега во 7,5 години дававме 590 милиони. Значи надминавме Почнавме милиарда. со 20 милиони во 2006, 28 2007, 45 и постојано растеше. Значи потоа 590 вклучувајќи ја и оваа година. Значи можеме да заклучиме дека ако човек почне да се занимава со земјоделие, дефинитивно нема да биде оставен на елементите и на нелојална конкуренција и пазари на купци, дека државата ќе се грижи за него да му помага во неговата Државата веќе се грижи за него. Скоро све Од покрив. 2006 година Скоро све покрив. земјоделецот виде што значи грижа на државата. Ова сакам сега тогаш да ве прашам. Кажете ми, од економски аспект, ви ги спомнав либертаријанците, државата, за жал кај нас, е најголемиот работодавец. Државата е најголемиот инвеститор. Колку е тоа добро за нас на долги пати? До кога ние ќе треба парите да ги даваме, да ги инвестираме во земјоделие и така натаму? Кога еден момент ќе биде толку доволно да ние ќе бидеме даночен рај? Нема потреба да инвестира државата, пазарот сам да се регулира, ги смалувате даноците затоа што немате потребни од олку големи буџети. Јанко, посмалени даноци во Европа нема од Македонија. Да се разбереме. Најди ми една држава, нека дојде некој сериозен човек да каже таа држава има подобар даночен пакет. Второ, не може ништо да не инвестира државата. Кој ќе ги прави патиштата? Бизнисмените? Во која држава ги прават бизнисмени патиштата? Кој ќе ги реконструира? Тие се абат со тек на време, така? Се трошат, се раскршуваат. Има некои работи што секаде секоја државата ќе инвестира. Така функционира цел свет. Сакам да кажам, дали така ќе создаваме повторно... Не, знаете што? Субвенции. Не Субвенции, само ние живееме во Европа. Европа дава субвенции. Знам дека дава субвенции. И не може, ако ние не даваме, нашите ќе станат неконкурентни. Но велат дека зависноста од субвенции па доаѓа до некреативност создава на пазарот. Дали ние така ќе создаваме зависници? Не. Вашиот говор, многу малку, ја еден говор ви памтам, а тој е на 20 години од независноста на Македонија. Зборевте многу долго, пола народ зеваше, не разбираше. Тој е едини говор што сум ви го анализирал до збор и сум го гледал 3 пати. И кога рековте да се обединиме, кога повикавте за обединување, што да биде обединувањето? Предприемаштво. Што значи тоа? Да излезам јас на пазар, да започнам јас да произведувам. Не ти да ми даваш, кога зборам ти, зборам како државата. Не државата, јас да почнам. Бидејќи сметам дека мене целата логика, ја не сум економиста, ама интуитивно верувам дека е тоа вистина. Дека ако јас сам почнам да произведувам, ја не сум должен никому, ја произведувам. Тоа нема врска со ова што го зборувам. Во смисла тоа не е контрадикторно. Државата треба да си обавува основните функции. Војска, полиција и здравство. Океј. Не можеш само здравство да кажеш. Зборам, добро, ја сега малце порадикално идам тоа, нели, го гледам тоа. Значи тој концепт до кога и каде ќе иде? Дали тоа е еден континуиран процес? Не. Еве, ја спомнувате Европа, викате Европа дава субвенции. Океј, ама Европа е во криза. Не, вака сега. Едно е што се основни функции на државата што треба да се прават и кој е амбиентот на окружувањето. Тоа е една работа. И тоа го тераме максимално што можеме добро. Второ е што во Македонија нема доволно се уште развиен предприемачки дух и иноваторски дух. Тоа е добро приказано. И тие не се контрадикторни. Да. Државата и понатаму треба да ги обавува основните функции. Народот тоа сака, да му платите сметки, да му најдете работа, да му дадете субвенции. Тоа е заради кризата. Еднократно што го правиме заради кризата. Инаку како концепт долгорочен, јас не би го ниту понудил, ниту прифатил. Да речеме постојано да плаќаме сметки. Не. Излегуваме од 5,5 годишна криза, предизвикана од надвор, настрадале најсиромашните, тоа не можеш да го негираш ти. Не. Ти најдобро го апсолутно се согласувам. Еднократно им се помага во тој дел кај што се најмногу заглавени. Ја ова само и нема повторување на тоа. Зборам како генерално во иднина. За предприемништвото, ако се направени од некого чекови, тоа се од нас направи. Така. Прво, тргнавме од најосновното и најдолгорочното. Во училиштата воведовме предприемништво, иновации, бизнис. Во средно училиште сега ќе воведуваме во основно. Некој може ќе рече па во Германија нема такво нешто. Нема потреба во Германија. Кај нас има потреба. Менталитетот на родителите од социјализмот се пренесе во голема мера врз младите.
и тие чекаат се државата да им реши, ама не во оваа смисла што јас ја говорев дека треба патишта и така натаму. Него чекаат, не знам, државно вработување само да има, тоа е друго. Тоа за друго зборуваме. Ти не го представи така. Ти го представи до кога државата ќе гради патишта, додека треба да гради, не, погрешно ме разбравте. Да. Значи, реков, до кога државата ќе биде најголемиот работодавач. Знаеш, треба фабриките да бидат најголемиот работодавач. Така е. И затоа носиме фабрики. Затоа клучот на нашата политика, главниот фокус на кој што е донесување на компании или охрабрување и помагање на домашните да отворат нови фабрики и нови работни места. И кога на тие работни места ќе има се повисоки плати, луѓе тогаш ќе почнат да бегаат од државна работа да му биде неисплатливо. Апсолутно, апсолутно. Значи воведовме во средните училишта предмети, воведовме надпревари по бизнис идеја, по иновации и така натаму. Направивме фонд за иновации, кој што сега ќе почне да ги дели средствата или ова лето или есента. Најдовме средства за тој фонд. За луѓе што ќе навистина што ќе дадат иновации. Направивме меѓународен борд што ќе ги дели средствата. Да не е од тука сега Јанко Никола, Петко Станков. Меѓународен борд со критериуми какви луѓе може да бидат во тој меѓународен борд. Успешни луѓе, докажани во бизнис и така натаму, на кои што им плаќаме. Им плаќаме да дојдат 2 пати годишно, да седат 3-4 дена тука, да ги прочитаат сите апликации и да кажат ова го бива, ова не го бива. Дали имаме ние во Македонија такви? Може би имаме. Ама во Македонија викаат секој со секој се знае и одмак има сомнеш како се распределиле парите. Вака викаме меѓународни стручни лица и тоа не се континуирано. 1 до 2 години. После мора нови. Да не се па запознаат со сите тука и па да имаме сличен проблем. За колкава рамка збориме овде? Па обезбедивме за првите 3 години по 8 милиони евра. Вкупно 24 милиони евра. Без оглед колку проекти да бидат прифатени или? Сега, ако нема доволно добри проекти, веројатно ќе се преточат парите за наредни години. Така. Предпоставката е, ако има добри проекти, лимитот горен е до 8 милиони евра годишно поддршка. Поддршката е и на иноваторот, за различни, за 3 типа работи, и на акселераторот. Акселераторот е фирма, такви немаме сега, но ќе имаме. Нешто слично, да ја споредам со консултантска куќа, ама не е класична консултантска куќа. Таа е фирма која што, например, ти си иноватор, физичар си смислил нешто, немаш појма од бизнис, немаш појма од економија, од правење пари, од отварање сметки. Акселераторот е задолжен. Фондот му дава пари на акселераторот директно. Менаџирање. И му вика, помогни му на човекот од таа идеја што има да направи бизнис и да отвори работни места. И тој доаѓа, ја зима твојата иновација, зборуваме кога преходно твојата иновација од меѓународен борд е оценета за позитивна, дека од таа може да се комерцијализира. А претежно ќе биде за иновации ова? Ова е фонд за иновации. Фонд за поддршка на иновации, зборувам. Тоа е поврзано со предприемништвото. Практично најдобриот бизнис и најдоброто предприемништво е ако е поврзано со иновации. Па во право сте. Ако Па во право сте. најголемите и најмокните држави одат напред затоа што имаат најмногу иновации. Еве да речеме 2-3 примери само. Америка сега од нето увозник на газ станува нето извозник на газ. И го зима пазарот од шкрилци. И го зима пазарот на Катар за Европа, да речеме. А понатаму и на други ќе го земи пазарот. Затоа што имаат иновација од шкрилци да прават газ. Имаат такви стотици примери. Читав пред 5-6 месеци, Бил Гейтс веќе 4-5 години. Секој ден е затворен во една зграда, по неколку сати, со тим на научници, работат да најдат решение како од нуклеарниот отпад да произведуваат електрична енергија. И се очекува дека ако најдат, тоа ќе биде тешки милиарди за нив и огромна иновација за Америка. Значи, најмокните земји се најмокни пошто они се гушат затоа што најголемиот дел од иновациите ги измислуваат или кај нив, или некој друг ќе ги измисли, но ќе му откупат и ќе материализираат, односно комерцијализираат во нивната држава и ќе стекнат конкурентска предност на пазарот. Господин премиер, ќе направиме сега уште една кратка пауза, па веднаш потоа ќе продолжиме. Економија нема крај, можеме да тераме, гледам и во топ форма сте, доса бајле, ќе ми поцркаат овие околу мене што се колегиве, не за друго, но мора да ја опфатим и политиката во третиот дел. Одиме со реклами. Пријатели,